ВМРО-ДПМН е државничка партија, впрочем темелите на македонизмот се во ВМРО-ДПМН, така што мислам дека нема што понатаму ние да разговараме на таа тема. Уставните измени не се диктати, тука така и треба да се свати сето тоа. Туку резултат на еден преговарачки процес на кој што треба да се седне и да се разговара. Ние имавме повеќе иницијативи тоа да го направиме, не беа прифатени од другата страна, така што ете таа европска перспектива можеме во моментот се гледа дека нема некој позитивен сигнал. Ама како до вчера беше диктат, сега не е диктат, сега е процес, ќе преговараме, не е тоа проблем. Ама чек сега многу знаат и од ВМРО-ДПМН. Викторија Траков боле знае. Којата е заменик министер за евроинтеграција од ВМРО-ДПМН. Проблемот у незините стави што беа тие напишани и пак нешто утна, пошто незиниот став дека ставањето на бугарите во устав не е бугарски диктат е промена од претходните позиции на ВМРО-ДПМН, кој што тврдеше дека уставните измени под бугарски диктат нема да се случат. Сега она вика преговори. Преговарачка биле внесувањето на бугарите во устав било резултат на преговори. Тие преговори се затворени, преговарачката рамка е таа. Они тврдат сега дека уште преговарале со Брисел за да го одбранат идентитетот, јазикот, историјата, не знам се што. Значи они делумно се плашат да не изгубат политички поени и да го прифатат тоа. Значи им треба некаков простор да им се отвори, да им се каже или нешто било што да им се даде некоја мала победа на меѓународен план, за да они може да се представуваат дома како херои, а херои не се. И другиот проблем веројатно е што голем дел од олигарсите кои што ги поддржуваат, па дури и самите они се плашат од контролните механизми кои што ги има Европската унија и заради тоа не сакаат да се почнат преговорите. Пошто ако се почнат преговорите ќе се отворат сите горливи прашања.